Predmet na денешнава наша емисија ќе биде повоената хрватска проза. Исто како и учениците да мораме да му одговориме на некој пред се строг наставник, што е тоа што ја карактеризира современата хрватска проза, не би се двоумеле укажувајќи на драматичните ситуации кога се сумирала цената на изминатиот пат, кога се осмислувало многу нешто од она што била наша секојдневна екзистенција. Од деците на минатата војна и повоената преобразба на општеството, градителскиот полет и соочувањето со многубројни реликвии на минатото, значењето на уметноста како уметничка дисциплина и откривањето на она битното зад конкретната појава на нештата, како и моралните дилеми, неизбежноста на историските судири, преиспитувањето на традиционалните вредности и афирмацијата на животните вистини, сето тоа го сваќаме како оние импозантни столбови без кои повоената книжевност не би постоела. Ранко Маринковиќ спаѓа во редот на оние хрватски современи писатели во чие опсежно дело се чувствува не само стремежот за синтеза на секојдневниот наш живот, туку и настојувањето да се проговори за тешкотиите, немирите и талкањата на современиот човек, за светот кој веќе по ништо не личи на оној вчерашниот. Настојувањето да се даде реална слика на родната Далмација, да се надмине трагичниот егоизам на уметникот и да се насликаат ведрите фантасти, мечтатели, занесеници и ветрогони. Ете, и тоа е Ранко Маринковиќ. Час сатирично изострен, час со сочувство спрема човечката природа, во еден ист лик и адвокат и судија. Писателот на Киклуп, Глорија, Раце, забележан уште пред војната со прозата Сончева е Далмација, Маринковиќ е мајстор на психолошка анализа и познавач на нашите вековни трауми, автор сиот загледан во нашите секојдневни тешкотии, виртуоз, мајстор кој не разубавува, туку го расчленува нашиот мал старински свет. Еве како раскажува Маринковиќ. Разговара десната и левата рака. Ти би умеела со прстите да ги движиш марионетите? Би умеела. Би можела и да сликаш. Би можела и да сликам. И да насликаш 3 зајаци на нокотот на мојот мал прст. И 3 зајаци на нокотот на твојот мал прст. И покрај тоа уште 2 пилиња. Но зашто на твојот нокот? Би ги насликала на својот нокот. На својот глупост. Па тоа не можам ни јас. Тоа никој не може. А јас би можел. Значи, ти себе си и ноктите би си ги сечела. Природно. А зар тебе не ти ги сечам? Да, мене, но себе си тоа никој не може. Никој не може, јас би можела. Само се фалиш. А не би можела ни болва да уловиш. Болва. Како да сум уловила само една. А би можела да шиеш? Да. А да вденеш конец во иглата? Тоа би морала јас да ти го сторам. Сама и конец би вденала, се би работела сама. Би врзувала и вратовраска би врзувала. И би ставала капки во око. Би ставала и капки. И би му ја бричала брадата. И брадата би ја бричала. Но тој не би ти дозволил да го бричиш. Зошто не? Јас би го избричила подобро од тебе. Би му го пресекла ти гркланот. Јас не сум убиец. Тоа би го сторила ти. Всушност, тоа еднаш и се обиде да го сториш. Јас мислев, тој тоа сериозно го сака. Рече, потоа понизно и со чувство на вина. Сакав само да го послушам.
да го послушаш, па тој не ти заповеда да го убиеш. Неговата желба за мене е заповед. Јас мислев дека тој тоа искрено го сака. Аха, а може би сакаш да кажеш дека тој е неискрен. А те молам, кој тебе ти рекол дека тој го сака тоа? Јас мислев дека сака, му беше тешко, цела ноќ, око не затвори, му го бришев испотеното чело, му палев цигара по цигара и напишав проштално писмо. Владан Десница е писател кој, како и Маринковиќ, се инспирира од родната Далмација. Ги познава нејзините жители, минатото, традицијата, пишаните и непишаните закони, а не е ниту документатор, ниту обичен фактограф, туку модерен писател кој според зборовите на своите проценувачи дискретно го укинува стариот начин на фабулирање и развива интелектуалистичка концепција на романот како огледало на екзистенцијалните, а не на вулгарно-психолошките факти. Одличен познавач на француската и италијанската книжевност, почитувач на Балзак, Верга и Флобер, Десница го обединил она што е големо во западниот роман со императивот на новите времиња и новите чувствителности, широката култура и високиот занает, нашиот домашен амбиент и отвореноста спрема големиот свет. И ние, кои Десница лично го познававме, сме го запомниле како достоинствен шетач, многу мирен, спокоен и прибран. Знаевме да кажеме во шега, тој господин од крај морето и далматински патриции оди по нашиот славен град како да е индиски махараджа. А како пишува? Еве како знае Десница да пишува. Лизета плете, а мислата и талка. Со крилото ги допира сеќавањето од детството, од моминството, од првите години на бракот. Па разни моменти преживеани овде во Смилевци, а потоа паѓа на непознат замислуван крај. Насонувана, но никогаш видена земја, во која се готва да тргне. А таа непозната земја ја мами со некаква носталгија. Се прикажува пред очите во светлосни панорами, во сончеви пейсажи. Го совладува нетрпението со кое ги очекува враќањата на Ернес, сигурно е дека се уредени и последните формалности. А тогаш се јавува нов немир, немирот на патувањето. Го остави плетилото и отиде во огнена куќа, да сготи оброк за спижмица. Боже, колку се чека додека на тие несретни огништа не заврне лонче млеко. А млекото е некако пакосно. Сака со нас да ја тера својата играна заседа. Ќе го привлече сето о наше вниманието, тогаш не мачи. Го искушува нашето трпение. Капата на неговата пена се издига проклето бавно пред нашите очи. Би рекол дека нашиот поглед, како плетачка игла ја пробива неговата тенка ципа и не му дава да зоврие. А штом само за миг погледот ќе го свртиш настрана, веднаш ќе се подигне и ќе искипе. Мирослав Крлежа, најзначајната личност на севкупната хрватска литература, истакнат како пример на идеен ангажман и светилник на нашата напредна мисла, автор на дела кои во предвоениот период ги инспирирале не само љубителите на книжевноста, туку и сите оние неуморни борци во судир со државата. Тој Крлежа го формирал нашиот вкус до таа мера, влијаел врз нашите определувања, што со право зборуваме за ера на Крлежа во хрватската литература. Толкувач на нашиот бунт и на нашите вековни надежи, на нашите носталгични бдења и на нашиот ламент, поет и драматичар, романсиер и полемичар, енциклопедист и есеист, револуционер и проценувач на нашето културно наследство, Крлежа е и наш трајно отворен прозорец кон светот, наше решително да на хуманизмот и прогресот. Ги насликал бујноста и ритмот на Велеградот,
меланхоличните визури на нашата хрватска провинција, насликал цела галерија мечтатели загледани во некое идеално утре, фантасти желни за невидени авантури, нервозни и пречувствителни експериментатори се изживувале во формалистички поигрувања. Во повоените години организатор на обемна енциклопедиска работа, маѓепсан од потребата за вреднување на нашите вековни достигања, безусловно за афирмација на новиот социјалистички менталитет, Карлежа конципира дело кое, почитувајќи ги сите национални специфичности на нашите народи и народности, инсистира на заедничката судбина на сите наши народи. Бара големата југословенска енциклопедија да ја потврди недвосмислено и научно токму онаа свест која победнички се афирмира под Титовиот бајрак. Под вековното насилство на туѓинските олигархии и царства, вели Карлежа, југословенските поколенија носени со трајна верба во победата, гинеа без прекин, не губејќи го духот ни за миг. И кога се чинело дека е уништен и последниот стремеж за интеграција на југословенските народи, на трагичното поле на нашето минато од Алпите до Егејското море и од Јадран до Дунав, на прв поглед многубројни стихиски честички сами се слевале во единствен тек на историските збиднувања кое тече и денес како порој по многу подлабоки закони, поединствено и поелементарно, отколку што им се причинува на ситните свести, кои во својата обседнатост им посветуваат внимание на контрастни ситници од споредно значење. Тоа беше голем придонес, голем потфат на Крлежа за братството и единството на нашите народи. Од Силвестров, кога од задкулиси се дозна, а што се не се дознава од задкулиси, дека Камило дал молба семејното име Емерички да му се смени официјално во Мирковиќ, и кога таа опасност стана повеќе или помалку акутна, дека еден ден црно на бело, така речи, пред очите на сиот свет ќе биде отпечатено, дека ова измена на презимето поради знање и рамнење се обелоденува во форма на службена одлука во Народни новини, Алиса дојде до конечно верување дека во главата на незиниот господин сопруг не е баш се во наидеален ред и дека единствена нормална работа би била семејството да го испрати во еден виенски санаториум на испитување. Самата помисла дека таков скандал еден ден неминовно ќе се случи, предизвика кај младата чакната жена таков шок, што од тоа расстройство ете до денес веќе повеќе од 30 на дена не се прибра. А кога се утврди од Силвестров дека актот како таков сепак тргнал по долготрајната административна патека и дека ќе допатува порано или подоцна во форма на одлука, неговата мила и почитувана сопруга не му даде ниту една интимна можност да и се приближи во каква било форма, па дури ни тоа да и бакне рака на вистински конвенционално. Расправите околу непремисливиот чин на Камило беа навистина детински. Па добро, кога по никаква цена не сака да остане Емерички, зашто тој по својата логика не може да свати и просто не сака да прими на знаење, но во ред, кога веќе Камило така решил да не го носи името на својот прадедо и на крајот на својот татко, зашто не го зел Хабделичевското презиме на својата покојна мајка? Па сепак, сосема поинаку звучи Хабделич, де Зденчај двор, туку ова грозно презиме, посетувајќи ја на кој било неизбричен и неискапан бараба. Она што ја одликува повоената хрватска книжевност е и бујноста, и шаренилото, и разнородноста на содржините и широкиот спектар на имиња. Така, во тој контекст може да се зборува за сцена на Крлежа, на Маринковиќ или на Десница, за ликови точно дефинирани, за автори просто препознатливи. Во редот на наистакнатите хрватски писатели од овој период спаѓа и Мирко Божич, автор чии романи пред се одликуваат со лексичко богатство и драматичност на ситуации,
со моралистички преокупации и со ретка уметничка страсност. Овој писател дословно води своја мала војна со силите на регресот, војувајќи за ново и човечно општество. Нема илузии за она што е исчистено од историската сцена. Не оди меѓу носталгичарите кои го оплакуваат вчерашниот свет. Да го чуеме. Венецијанскиот провидур лукаво и господски милостливо се насмевнуваше, но тоа не е се, нека се забавуваат со турски трофеи, рече провидурот, само да не ми направат карневал. И во негова чест се одржа првата алка, спомен на јуначката одбрана на Син, на денот на големата Богородица 15. август 1717. Јунаците ги водеа со мамузите босанските парипи. На главите има самур, калпак со венец од пердови од жерави, облечени во сини долами од чоја и јечерни, обшиени со срма, на бедрото саби и кривошијки, на ункашот пушки сребреници, а во рацете копје убиствени. Нека им ги и арамбашите и момците, нека имаат и штитоности, само нека се мирни и покорни на провидури. И такви ќе бидат овие дивјаци под бајракот на Богородица, заврши првиот покровител на алките, синскиот провидур. Наред доаѓа прозата на Слободан Новак, уште еден писател чиј роден крај е на Јадрано. Слободан Новак е изразита личност на поновата хрватска проза. Тој е автор на познатите дела Мириси, злато и темјан, Загубениот роден крај и Тврдиот град. Проблемот на моралните одговорности, постојаното преиспитување на собствените постапки, носталгичниот однос према родниот крај што сме го напуштиле и истрајното барање на одговор на некои конфликтни ситуации на оваа епоха го прават Новак писател кој пред се и актуелен. Писател кај кого е видливо сочувството за луѓето кои не се снаоѓаат и ироничниот хумор спрема светот на премногу успешните и сигурните и тензијата која го распнува изразитиот моралист и намуртената сериозност на неоспорникот искусник. Тој е во суштина медитеранец, желен за раздвиженост, промени и радосни дијалози, нежен љубовник кого гурбостите на овој свет го избезумуваат. И вака согледан, Новак ни се открива како лирска натура, писател на поетска возвишеност, на традиционалност. Тој е уверен дека писателот може да го поправа овој свет или барем да ламентира што се не е помазно, подобро, похармонично. Имам впечаток дека романтичарскиот бунтовник не се согласува со логиката на непоетичните, а и со воздржана болка војува за некој свој просветлен, умен и збратимен свет. Би било можеби добро да се знае како може незабележено да се умре. Јас патам често на големо размислам за гробиштата. Па така и сега кога сум болен, особено сега. Иако мојата сегажност не е ни малку опасна и сигурно знам дека овој пат нема да умрем. Не треба дури ни 3 пати в дрво да се чукне, тоа е недолжна болештина, само да се прилеgne. Главно мала и безболната, затоа и е подобро да не умре. Конечно, ако случајно и подлегнам на оваа болест, и морал тоа да го сторам по старите правила, и работата би се разгласила. Веќе и така лежам в кревет и немам каде. И ова размислување не би можело да помогне. А просто размислувам малку за тоа како смртта да не се забележи. Зашто тоа е многу интересно и зашто сега имам време, фала Богу, доста. И бидејќи често размислувам за гробиштата, се сетив дека токму
Гробиштата би биле најпогодно место за оние кои тоа ги интересира. Тоест, дека гробиштата се вистинско место на незабележлива смрт. Зашто човек може во градот незабележан да живее, но да умре многу потешко. Кога во градот има мртвец, веднаш се знае. Постои веќе воспоставена и добро организирана пропаганда на смртта. Устните, раскажувањата, плакатирањата и да не ги набројувам, секоја и најпросечната смрт секогаш послужува и за рекламирање на разновидни мирисно и безмирисно цвеќе под свечарниците. Од тоа се гледа дека сите, дури и љубителите на цвеќе мораат веднаш се да дознаат. Смртта се забележува како што се забележува и раѓањето. Еден помалку е секогаш жална вест, како што е еден повеќе радост. Знае да биде и обратно, но секогаш алармант. Целата тајна е во сознанието дека луѓето не умираат логично. Тоа треба да се искористи. Меѓу писателите од 50-тите години собрани околу списанието Кругови, особено е интересен по своите експерименти и барања поетот и прозаистот Иван Сламник. Се кај него е раскажано без голема сериозност и патетика. Та лежерноста, леснотијата, играта и поигрувањето, подсмешливоста, благата иронија и сочувството спрема оние кои не се снаоѓаат во животот е она што го одредува овој писател на вечната шега како homo ludens меѓу хрватските писатели. Градот, нашата младост, нашето созревање и нашите први љубови, нашите мечтаења и нашите први промашувања, животот сличен на долг испит само со сериозни професори, ете и тоа е Иван Сламник. Досетлив меѓу досетливите, шеговит меѓу оние насмевнатите. Јосип Барковиќ раскажува за големите ломови во нас и околу нас, и делото му опфаќа широк диапазон од долините на детството и партизанството до урбаниот живот и до кумирите на модерната цивилизација, од младешките занеси до старечката контемплација и среденост. Воислав Кузмановиќ кокетира со фантастиката. Јуре Франичевиќ Плочар сведочи за Медитеранот, лишен од секаков идиличен ореол. Шолјан е за трајноста на човековата авантура. Калеб дава вдахновена визија на долгиот партизански марш. И на крајот, Горан Трибусон, пленувачки млад и возбудлив, сиот во потрага по некои страшни истории, како трајно да војува со сите демони на болестите, старењето и поразите, та романот му остава впечаток на голем пркос на вечниот јуноша, воинствен пркосник во војна со силите немерливи. И на крајот, кога конова ќе го додадеме Стипчевиќ, распнат меѓу Задар и Сплит, Новак Симиќ, присутен како во Загреб, така и среде Босна на својата младост, па Крсто Шполјар, окупиран со своето детство, со студентските денови, со краткоста и болеста на својот живот. Без да го заборавиме и Иван Катушиќ и неговата лауда на вечната Далмација, до некаде ќе добиеме слика на сето она богатство кое ја карактеризира хрватската проза. Матош би рекол и сета убавина на симпатијата, која, како и кај старите грци, треба да ја означува нашата приврзаност кон човекот, хармонијата и убавината, а се во знакот дека се она што е добро мора да биде и убаво.
И така стигнавме до крајот на нашава емисија и со овој избор од современата хрватска проза се надеваме дека успеавме да ви дадеме една слика на развојот, на патиштата и насоките по кои се движеше хрватската современа проза во последниве 3 децении.